Првите 365 дена во животот на детето. Развитокот на доенчето. Бебето има 5 месеци. Да се подсетиме. Пред крајот на првиот месец, бебето може да ја држи главата крената само 3 секунди. Доенчето постојано го вежба подигањето на главата. По третиот месец веќе може да ја држи исправена најмалку 1 минута. Одење. Пред крајот на првиот месец го наблюдуваме рефлексот за одење. На крајот од третиот месец се исчезнати автоматските движења на чекори. Држење. Пред крајот на првиот месец, бебето со посредство на рефлексот за стискање рака, автоматски цврсто ги прифаќа предметите што му се ставаат в рака. Во третиот месец, рацете се предимно отворени и бебето се игра со нив. Забележување. Пред крајот на првиот месец, доенчето може да го фиксира подвижен предметот што му се држи пред очи. На крајот од третиот месец, детето го следи со очи предметот, например, тропалката, што ја вртиме во круг. Бебето сега има 5 месеци. Што се однесува до развитокот на лазење во 5-тиот месец, забележуваме дека рацете и трупот се поиспружени. Додека во претходниот месец ретко се случувало некое бебе да се опира на рацете, сега тоа се случува се почесто и може да трае подолго. Градниот кош е издигнат од подлогата, но мевот е се уште налегнат врз него. Во положбата на мев детето со интересирање следи се што се случува околу него. Обидувањата за движења напред се уште завршуваат во движења слични на пливање, како што го среќаваме тоа во 4-тиот месец. Бутовите се издадени во колкот. Нема ни трага од свиената положба од првите недели. Подколениците, сообразно со темпераментот на детето, или се движат во ритм на претање, или одеднаш се протегнуваат. Обрнете внимание на рацете и на главата. Детето ја врти главата на сите страни. Тежината на телото веќе не лежи исцело врз градниот кош и врз рацете. Се почесто станува видливо дека доенчето ја преместува рамнотежата од едната врз другата рака. Сега се обидува со рака да ја дофати играчката, затоа тоа едната рака ја бутка по подлогата или пак за миг ја подига. Запомнете,
Na vašeto bebe mu treba prostor za da može slobodno da se dviži. Najubavo je da prostrete golemo volneno kebe na podot. Tuka toa slobodno ke može da se dviži bez opasnost da padne. Кај девојчево сосема јасно го забележуваме почетокот на опирање врз едната рака. Десната рака е подигната, а таа не паѓа. Раката е слободна за држење. Но девојчево во својата способност за балансирање е доста понапредната од своите врсници. Во оваа положба неретко се случува бебето лазејки по играчката да ја загуби рамнотежата и да се препрчи. Да го видиме детево што уште од раѓање е научено да лежи намев. Од секој дел од телото се гледа дека детево вака убаво се чувствува. Веселото лице и звиците, претањето и лулкањето се очигледни знаци на животна радост. Детето е мошно и активно, постојано наоѓа можности за движење и нема ни трага од некаква досада. Лулкањето намев е игра што со радост ја повторува. По тој начин, лежењето намев ја отстранува неподвижноста. Сега детето се обидува да ја одржи рамнотежата и при постојаните движења. Тоа се разбира е многу помалку напорно од непрестајното лежење намев. На тој начин детето совладува уште една нова етапа на патот за лазење. Да го видиме седењето. Девојчево е толку еластично што лежејки на грб, спонтано ги свиткува нозете и ги допира со рацете. На поголемиот дел доенчиња сепак им се потребни уште 1 или 2 месеца па да бидат во состојба вака да се играат со ножињата. Оваа способност не е само сигурен доказ дека колковите можат да се свиваат колку што е нужно, туку во исто време представува омилен мотив за фотоалбуми. Ова свивање сега е можно, зашто мускулатурата на карличниот појас и на нозете веќе не е ниту згрчена, ниту премногу млитава. При ваква игра, детето многу лесно може да се отркала. Но исто така, тоа може и со сопствените сили да се обиде самото да се сврти намев. Како што гледаме, нашево бебе во тоа не успева сосема. Во часот кога мајката од лежење на грб го крева, детето силно се напрега. Ги свиткува рацете како да сака да се качува. Нозете ги повлекува кон мевот, а главата ја крева напред. Дури и да го наведнеме трупот на која и да е страна, напред или назад, доенчето ја држи главата право во правецот на рбетниот столб. Ако бебето пред себе се опира со рацете, понекогаш може да седи и по неколку секунди. Инаку девојчево се уште е несигурно и горниот дел од телото е повеќе наведнат напред. Тука јасно гледаме дека кај неа се уште не може да стане збор за слободно и справено седење. Запомнете, доенчето не се учи на седење со тоа што постојано ќе го ставаме во седната положба. Седењето многу повеќе се развива со сопствените сили на детето. И тоа со посредство на движења, како што се вртењето од грб на мев и лазењето.
I ova dete samo si se pomaga kога se potkreва за седење. Нозете во колениците му се олабавени и ги поподига од подлогата. При поткревањето за седење, нозете не смеат да бидат круто испружени, прекрстени или пак млитаво легнати врз подлогата. Сево ова би представувало знак дека детето има пречки во развитокот на нервниот систем или на мускулатурата. Да го повториме при дигањето за положба на седење. Доенчето од 5 месеци еластично се свиткува напред од глава до петици, тоа лесно ги привлекува кон стомакот свитканите нозе. Главата му е вовлечена меѓу рамениците. И кај девојчево гледаме дека таа главата убаво ја држи исправена, дури и тогаш кога мајка и кружно го наведнува трупот. Бебето ни покажува како се учи да се опира врз рацете. Со оваа способност, всушност, децата се здобиваат дури некаде во 7-миот месец. Оваа способност цел живот ќе ги заштитува луѓето од последиците од паѓање. Да го видиме стоењето и одењето. Способноста од опирање на нозете и натаму се развива. Повеќето доенчиња веќе во 5-тиот месец можат за по неколку секунди да ја одржат тежината на своето тело. На бебево очигледно му треба уште доста. Тоа не си ги испружува нозете доволно силно за да ја овозможи исправената положба на телото. Тоа постојано се враќа во положба на чучење, атипична за дете од 5 месеци. За оваа возраст, природна појава е детето само да се придигнува. Јасно се гледа дека здравото бебе покрај стремежот да ја испружи стапалката е во состојба и да се спушти на табаните. Ако при посилно испружување надвладеа косата положба на стапалката, детето ќе стоеше на врвовите од прстите неподвижно изгрчено. Во што е разликата во стоењето меѓу дете од 5 месеци и новороденче? Новороденчето стои круто и неподвижно, главата не може да ја држи исправена. Него треба цврсто да го држиме. Наспроти него, 5-месечното бебе е полно со движење. Тоа подскокнува или ја крева ногата. Благодарение на исправеноста на колковите, тоа сега може барем неколку секунди да го одржи телото. И главата природно постојано му е исправена.
А сега нешто и за држењето предмети. Бебето се повеќе ги протегнува рацете и се почесто се занимава со нив. Ги затвора и пак ги отвора. Ако му дадеме тркалце, тоа ќе го порастресе, ќе го стави во уста и веќе е кадарно да го преместува од рака в рака. За преместување играчка од една во друга рака, неопходно е детето да може со едната рака нешто да држи, а од другата да испушти. За ова основен предуслов е одумирањето на рефлексот за стискање на дланката, а тој процес може да потрае и до 6-тиот месец. Затоа и не треба да очекуваме сите 5-месечни бебиња да можат да ги префрлаат играчките од едната во другата рака. Малечково девојче е мошне заинтересирано за играта и таа не сака да ја врати играчката. И ова бебе е заинтересирано за тропалката. Се обидува да ја фати и кога ќе му ја дадеме цврсто ја држи. Се помага дури и со другата рака. Кај него се уште не е созреано преместувањето од едната во другата рака. Уште во 3-тиот месец, бебето, легнато на грб, започнува да ги крева рацете и да ги движи кон еден определен предмет. Во меѓувреме, овие движења стануваат посилни и осознавани. Сега бебето енергично ја подава раката кон играчката. Всушност, дури пред крајот на 6-тиот месец, секое бебе ќе може на овој начин да држи еден предмет. Девојчево сосема сигурно и без излишни движења ја прифаќа играчката. А ова свесно држење на предметот е значаен чекор во развитокот на доенчето. Овде убаво може да се види како бебето го фаќа предметот. Тоа го исправа палецот и ги отвора прстите. Дланката ја става врз предметот. Се разбира, предметот не смее да биде многу голем. На оваа возраст, за да држи нешто, на бебето му служи целата дланка. А и на ваков начин, детето може да држи само помали предмети. Запомнете, на детето давајте му соодветни предмети, како на пример тркалце, и при тоа внимавајте играчката, давајте му ја на ниво на телото. А сега малку и за говорот. Доенчето од 5 месеци веќе може да се искаже кога му е убаво или се чувствува лошо. Сега веќе не разликуваме само одделни пискотници, да речеме, поради глад или болка, туку и гласови на разлутеност поради некои мали непријатности.
Не стана побогата само способноста во искажување на чувствата. И при брборењето се создаваат различни гласови. Таа разновидност е продукт на новите гласови од една и на различната висина и јакост на тоновите од друга страна. По некој пат се слушаат и сосема јасни слогови. Овие гласови предимно се слушаат кога бебето е само и кога се чувствува убаво. Но тоа истото може да го постигне и мајката во срдечен разговор со бебето. Запомнете, колку почесто му се обраќате на детето, толку повеќе му давате можности тоа самото да се искаже. Подкрепете го во неговиот развиток и поттикнувајте го да брбори со вас. Според можните реакции, забележуваме колку е силно влијанието на мајката врз детето токму преку присните односи што постојат меѓу нив. Ако детето плаче, мајката е таа што најбргу ќе го успокои. Ист случај е и кога детето е гладно или кога го боли нешто. И сите други мали незгоди пак мајката ги отстранува. Во 5-тиот месец на детето често му е доволен и гласот на мајката па да се успокои. Забележувањето преку кожата веќе ја нема поранешната главна улога. Бебето се интересира за се што се случува пред неговите очи. Сега се пофино реагира на гласови и на шумови. И така сега бебето ќе ја забележи мајка си дури и со очите и со слушањето на нејзиниот глас. Слични односи како што се овие меѓу мајката и детето може да ги изгради таткото. Нему, меѓутоа, ова му е потешко и поради некои надворешни причини. Тој е повеќе надвор од куќата и тој по правило будно само еднаш на ден го наоѓа, а по некој пат детето дури ни со денови не го гледа. А за изградбата на ваквиот однос неопходен услов е многобројноста на контактите. Сопствената слика во огледалото за бебето представува само човечко лице, кое тоа го гледа со интересирање. Меѓутоа, неговите реакции не се толку силни, како кога ќе го здогледа ликот на мајката. Од ова јасно гледаме дека на оваа возраст детето се уште не е самостојно во создавањето контакти, односно воопшто не ги создава, туку тие, реакциите во голема мерка, се зависни од мимиките, од гестовите и од гласовите на лицето што се обраќа. За разлика од неподвижната и безгласната слика во огледалото, мајката, забележувате, ги предизвикува сите можни реакции на радост. Бебето се смее, извикува и се прпелка. Од секое движење на телото, од неговото лице и од гласот извира радосна возбуда. Радоста поради контактите може да се наблюдува кај бебето во текот на целата прва година. Тоа ни ја открива длабоко вкоренетата човечка потреба да биде во друштво со луѓето и да ги ужива нивните симпатии.
Кога го гледаме ова дете, нам ни станува јасно зошто некои деца што растат по јасли и домови можат често да претрпат тешки растројства. Имено често малиот број вработени кои се уште и на смени не можат да ја дадат полната топлина и присноста која родителите богато им ја искажуваат на децата. На детето во првите 3 години од животот најнужна му е родителската љубов. Чувството дека едно лице е секогаш тука, покрај него, е од огромно значење за неговиот развиток. Во спротивен случај, односите на детето спрема околината ќе се разнишаат, а со тоа и неговите способности подоцна да се вклопи во нормалните меѓучовечки односи. Исто така е растресен и односот спрема играта, учењето и трудот. Запомнете, со времето и трудот што ќе го вложите во првите 3 години од животот на своето дете, го вградувате каменот темелник на неговата идна среќа. Мораме да ја признаеме и вонредно сериозно да ја сватиме улогата што го има блиското лице од првите 3 години живот на детето во подоцнежниот развиток на човековата личност. На тој начин, мајката презема врз себе неизмерна одговорност за своето потомство.